Добар ден, почитувани! Ја следите првата епизода на Телма амбуланта во новата сезона. Емисијата отвораме со една корисна здравствена тема. Кога зборуваме за здравието, прва асоцијација ни е здравието на внатрешните органи. Ретко кој помислува на грижата за мозокот, но реалноста е поинаква. Мозочното здравје не е посупериорно во споредба со здравието на останатите органи. За состојбата на мозокот обично се почува со размислување во поодминатите години, кога се забележуваат првите знаци за губење на паметењето. Но зошто со мали животни промени не би се започало порано? Што може да се направи за да се надминат штетните последици од современиот начин на живот? За мозочното здравје и тренингот на мозокот. Денеска во Телма амбуланта разговараме со професор доктор Драгана Петровска-Цветковска, специјалист невролог од Универзитетската клиника за неврологија. Разговорот следува веднаш по рекламите. Останете на Телма. Како да го зачуваме здравието на мозокот и да спречиме невролошки нарушувања? Совети за здравието и успешен фитнес на мозокот ќе добиеме од професор доктор Драгана Петровска-Цветковска, специјалист по неврологија од Универзитетската клиника за неврологија. Професорке, добре ни дојдовте во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добре ве најдов, Марија. Многу ми е драго што сум ете првата гостинка и со мене што отварате сезоната на Телма амбуланта. Одлично одбрана тема. Мислам дека забораваме повеќе да се грижиме, да превенираме болести и да се грижиме за нашето севкупно здравје, а со самото тоа и да се грижиме и да го негуваме мозокот. Така, наобично кога зборуваме за здравието, не помислуваме на здравието на мозокот, туку на здравието на внатрешните органи, а мозокот е всушност централниот компјутер на целото тело. Тој ја контролира работата на сите внатрешни органи, па и нашето однесување. Па, еве, кажете ни, до која возраст активно расте мозокот? Дали запира неговиот раст на одредена возраст или пак тоа се случува во текот на целиот живот? Така, прво да го објасниме централниот компјутер. Многу го кажавте и го срочивте, навистина мозокот представува, односно централниот нервен систем, представува главниот компјутер кој што контролира се ова што го правам сега додека го правам. Замислете колку е софистициран како систем, како орган, како подеќе систем, нервен систем е, да дишеме без да заборавиме да дишеме. Да ни го контролира однесувањето, да ни го контролира дишењето, да ни контролира срцева работа, да ми ги контролира рацеве сега како ги движам, мисловниот процес. Сето тоа е пресликано на ниво на кората на големиот мозок. Од тука тргнуваат главните патишта, имаме една моторна зона, имаме една сензорна зона, од каде што одат, еве од моторната ќе почнеме. Моторната се тие со движење, што се поврзани. Со движење, така е. Меѓутоа и со контрола на одредени центри во мозочното стебло, од каде што се контролира работата на срцето и дишењето. Тоа се два големи патишта, потоа тие се гранат во периферен нервен систем, едниот оди до рбитниот мозок и од тука се гранат периферните нерви за да ни ги движат рацете, да ни ги движат нозете. Потоа имаме дел што оди во мозочното стебло, каде што ни се токму тие витални центри и јадрата на кранијалните нерви кои што нели го инервираат лицето и се што е на нашето лице, вклучително акт на голтање, акт на жвакање, нели артикулација со јазикот да може да зборуваме, трепкањето наше, движењето на очните булбуси и така натаму. Имаме потоа исто така и нерви кои што одат, кои што ги инервираат внатрешните органи. Имаме, тука ни си парасимпатикусот и симпатикусот, имаме сензорна кора од каде што исто тргнуваат патишта за да ние нели не се изгориме, не се попариме со топла вода, неконтролирано долго ја задржиме раката на релната, при боцкање нели да адекватно реагираме, да се тргнеме од некоја болна дразба или воколку имаме било каква повреда на ткивото, ткивото да алармира дека е повредено, за да превземеме мерки и да се исцелиме од таа повреда. Значи, прилично софистициран, комплексен компјутер, софтвер, кој што е најсовршен и најсложен во однос на сите останати органи кои што ги имаме во телото.
Мозокот секако расте адекватно како што расте човекот. Значи, прво да кажам дека со самото раѓање ние почнуваме да старееме, значи да созреваме, да старееме. Генерално расте следствено, најмногу расте првите години од животот, следствено на растот на нашите дечиња. И знаете, и оние со колку слабо развиена моторика се раѓаат и потоа се создаваат една страшно изразена неурогенеза, значи нервните клетки потоа се поврзуваат со врски и на тој начин нашето дете го гледаме како почнува да проодува, како почнува да прозборува, како почнува да кажува спорчиња, да меморира работи што сме му ги кажале, да се движи, да прави, нели, да се заигрува со одредени игрици со кои што ја вежба својата интелектуална функција. И тоа е така, нели, во првите години од животот. Меѓутоа, тука не запира процесот. Процесот и понатака продолжува, особено сакам да го напоменам ова и за тинеџерската и адолесцентската возраст. Ни расте мозокот некаде до 25-та година. Значи, тогаш им треба и на тие млади луѓе и адекватен сон, кој што ни го освежува, ни го, како да кажам, регенерира мозокот од милионте работи и информации кои што ги добива во текот на денот. Тоа е период кога треба да стекнат здрави навики, а обично е период кога се стекнуваат нездрави навики. Зошто? За да му овозможиме на мозокот адекватно да расте и да се развива. Професорке, дали е мит дека луѓето активно користат само 10% од мозокот? Апсолутно не е точно. Еве, кога го објаснував моторниот кортекс, сензорниот кортекс и сите тие работи кои што ние ги изведуваме, апсолутно не е точно. Значи, можеби некаде приближно и 100% од нервните клетки се активни, за да може да имаме софистицирано функционирање на нашето тело. Ги споменавте нервните клетки, мозокот е изграден. Сакав само да додадам околу растот на мозокот, тоа како интересен податок, веројатно на некого му интересен. Имаме разлика меѓу мажите и жените. Тоа е интересно да се напомене. Во големината на мозокот или во брзината на растот? Мозокот, да. Следствено, нели, мажите се покрупни, жените се поситни. И кај нив мозокот во тежина е за 10 пати потежок во однос на жените. Меѓутоа, кога ќе гледаме структурално, кај нас хипокампусот е пак потежок, а кај нив е потешка амигдалата. И тоа не прави не само по половата разлика, него не прави по однос на нервниот систем многу различни. Бидејќи кај нас хипокампусот е повеќе развиен и потежок е, а тој е одговорен за меморијата и е одговорен за емоциите, ги прави жените да се жени. Значи, ние знаеме мултитаскинг, милион работи да ги завршиме, значи направи посовршени во работење на илјадници работи во текот на денот, поадекватно визави мажите и во однос на емоциите. Значи, тоа ја прави жената поженствена, поемотивна, нели по-брутално знае да изреагира на во смисла на тага, во смисла на бурна реакција при одредена ексцитација и така натаму, а кај мажите пак, бидејќи е потешка амигдалата, они пак одскокнуваат во однос на стравот и агресивноста. Затоа се они, нели, условно кажано, мажи со мускули и немаат страв од ситуации кои што нас не плашат и знаат, нели, по-храбро да реагираат, по-агресивно да реагираат на одредени реакции. Значи, постојат структурни разлики меѓу другото и во тежината, во големината на мозокот. Еве, ова всушност објаснува зошто постојат и вакви разлики. И уште многу други начини на поврзаност на нервните клетки исто се разликуваме мажите, жените. Ги споменавте пред малку нервните клетки. Вела дека кога ќе се повреди мозокот и ќе изумрат дел од нервните клетки, тие не може да се регенерираат. Дали ова вистина или е мит? Ова е прилично интересно прашање кое што, нели, треба малку да се разгледа од повеќе страни. Воколку мозокот, знаете, се храни со кислород и со глукоза. Значи, воколку нема кислород и воколку нема шекер, нервните клетки брзо изумираат. За жал, поголемиот дел од мозокот ја нема мокта да се регенерира, иако невронауката ни укажува на тоа дека имаме, да кажам, зоната на хипокампусот која што практично ни е одговорна за
меморијата, за паметењето и учењето на нови содржини, има можност делума, значи не целосно, да може да се обнови. Да. Што сакав тука да напоменам, да напоменам, сакам дека генерално најтрајни оштетувања имаме кога имаме прекин на циркулација. Значи, се што доаѓа до мозокот, секако и до останатите ткива, доаѓа преку крвните садови. Зборам за кислородот првично и за глукозата. И сега таа нервна клетка која што ќе остане без кислород при тромбоза на мозочни крвни садови, односно мозочен инфаркт или пак при руптура на мозочен крвен сад, односно крварење мозочно, нагло останува тој дел од мозокот што е хранен од тој крвен сад без кислород и без глукоза. Посекако за неколку минути тој главниот дел изумира. Сум го говорила кога сум зборила за мозочни удари и оној дополнителен венец околу тоа ткиво кое што останало апсолутно без кислород ради прекин на циркулацијата од едната или од другата причина, страда уште цел венец околен на ткиво кој што е двојно поголем од оваа зона што останала без крвоснабдување. И токму тука, нели, со новата стратегија на третман, тераписки стратегии што ги применуваме кај пациентите со мозочни удари, успеваме да ја спасиме таа дополнителна зона која што посекако ќе трпи оштетување. Да се зборува за Друго е со травмите. Кај травмите, да кажеме, секако во зависност од локацијата на травмата, од големината и тежината на контузионото жариште, обично тука, да кажеме, се следи оштетување, односно трпење на оштетување на некроза на ткивото, неколку дена, може и до неколку недели. И тогаш, нели, ние брутално треба да постапиме во смисла на подхранување на мозокот, додека пациентот е практично најчесто кај тие невротрауми во една условно кажана вештачка кома, за да може да се купи време да се направи неврорегенерација на оштетеното нервно ткиво. Кај невродегенерацијата, односно кај оние наши старечки болести како што се Паркинсоновата болест, Алцхајмеровата болест, тука тоа оштетување трае со години до децени и тука, нели, можеме многу повеќе да реагираме во колку навреме почнеме да ги третираме овие невродегенеративни структурни промени. А дали мозокот секогаш има потенцијал, доколку на едно место е оштетен, одредени функции да си префрли во друг дел на мозокот? Еве се гледам, има роботски рехабилитации, па кога е нарушено движењето на раката со некакви упорни повторувања, се постигнува повторно мобилност. Порано, да, колегите наши на Универзитетска клиника за физикална терапија и рехабилитација навистина се мачеа со многу застарени методи, огледални методи, значи гледа во здравата рака и работи со здравата рака и на тој начин се активира работата на оштетената рака, односно паралитичната рака. Сега роботиката посекако ја олеснува самата рехабилитација, меѓутоа и многу поефикасна со роботска рака, со роботска нога, значи секако дека превзема. Пак ќе се вратиме на првото што го говоревме. Прилично софистициран компјутер е мозокот и прави интерконекции, значи се отвараат нови конекции, на тој начин здравата страна знае да ја превземе функцијата на оштетената страна. Меѓу другото, се развиваат и колатерални крвни садови, така да почнува да се храни оштетената зона од циркулацијата од здравата страна. Значи, навистина е целиот тој процес исклучително комплексен. Се уште се учи за мозокот, многу работи се непознати. Да, но мислам дека последниве децени навистина имаме една револуција во однос на невронауката кога се работи нервниот систем. Буквално на сите полиња, на сите теми, невродегенерација, невроинфламаторни болести, ретки болести, цереброваскуларни болести. И многу ми е драго што сум ординирам во овој период. Претходно навистина имавме многу непознаници и некако сознанијата околу невронауката беа на пониско. Така, многу енигми се разјаснуваат. Многу, да. Едно од тие дека современиот начин на живот всушност го штетува мозокот
И токму затоа во денешната телма амбуланта ќе зборуваме за совети за зачувување на здравјето на мозокот. Еве можеме да видиме што се е потребно за да го зачуваме нашиот мозок. Значи ќе започнеме со менталната стимулација, можеме да го погледнеме телопот. Велат дека е потребен добар и редовен сон, соодветна исхрана, редовно пиење вода, дружење и комуникација лице в лице, намалување на телесната тежина, редовни лекарски прегледи. Ќе започнеме со менталната стимулација, професорке. Велат и нема да поречеме. Така, дека Си е точно. која физичка активност, односно која ментална активност е добра за мозокот? Која што е адекватна на физичката, нели? Така е. Бидејќи денеска ни е така поопшта темата, не зборуваме само за невролошките пациенти, него говориме општо за нервниот систем, менталната стимулација ни е апсолутно многу битна. Што мислиме под ментална стимулација? Мислиме, например, на учење на нови содржини. Сето тоа се вежби за мозокот, така? Апсолутно, да. Сега, јас кога со постарите пациенти кои што имаме, да кажеме, старење на мозокот, стално ги советувам да читат, но и да раскажуваат. Зошто да раскажуваат? Така можеме да процениме колку они запаметуваат од прочитаната содржина. Вештачката интелигенција, искрено, некако малку децава ни ги, бидејќи ја користат доста често во секојдневната рутина во учењето, прилично може негативно да делува во однос на нивната ментална стимулација, да истражуваат, да пребаруваат, да сублимираат текстови и да можат потоа да ги презентираат како едно нивно лично авторско дело. Смарт телефоните. Порано нели си имавме едноставни телефони каде што можеше да си ги меморираме. Ги паметевме сите телефонски броеви. Денеска Еве Марија, колку броеви ги знаеш на памет? Освен мојот. Мислам дека бидејќи ти го бара да го кажеш. Толку. Не паметиме, да. А е тоа исто, да кажам, една вежба која што е одлична за да можеме да направиме ментална стимулација. Одлично како ментална стимулација е, независно што сме, да кажам, повозрасни, да учиме нови јазици. Јас дури и моите постари пациенти ги упатувам да учат нови јазици, странски јазици, затоа што повторно прават ментална стимулација. Или да се запишат во танцови училишта, каде што исто со чекорите ќе учат, ќе меморираат одредени движења. Одлична ментална стимулација, еве почесто кај машката популација, е шахот. Значи тука имаме стратегија, значи треба да обмисли како да го победи противникот со кој што игра. Карти, нели, кај постарата популација, например табланет или како се викаше, Бридж, да, кај што треба да собере до 50 и колку беше? 4? Не знам, добро. Така, некако. Не е битно, треба да има за да се отвори, да го победи противникот, или ако се повеќе, нели, да биде победникот во играта. А потоа судоку, нели, тоа е една игра која што ги стимулира крстословки, пак треба да се потсети некаде од фајловите длабоко складирани во нашиот мозок, како кој е тој збор, нели, да ја погоди асоциацијата на што мисли крстословката, што не кажавме, еве, плетење, шиење, сликање, цртање. Активностите што бараат спретност на рацете исто така го активираат мозокот. Секако и активностите кои што бараат спретност. Значи плетењето е всушност добра стимулација за мозокот. Одлично, да, јас ја препорачувам. Ние не знаеме да плетеме, меѓутоа може да научиме. Треба да научиме, време е, да. Зашто да не? Зошто да не? Одиме на следното. Вели редовно движење и вежбање. Дали со заекнување на мускулите го заекнуваме и мозокот? Постои ли таква корелација? Секако. Еве вака да може ли кажеме, на тој начин да спречиме деменција, да речеме? Можеме, не само деменција, многу болести на нервниот систем може да ги спречиме. Првично, јас секогаш препорачувам да се движиме. Значи, имаме сега и смарт телефони, тие знаат да ни ги бројат чекорчињата и препорачувам секогаш, секој нареден ден да се зголемува трасата на пешачење. Па потоа ги стимулирам пациентите пешачењето, бавно, шетањето во паркот, да стане забрзано. Па потоа препорачувам помалку, во колку дозволуваат зглобовите, да имаме и потрчнување. Зошто? Заради тоа што на тој начин ја подобруваме циркулацијата во нашето тело. Посекако ни е потребна циркулација
и за периферија, можнебитно и за централа, односно за мозокот. На тој начин ќе го заштитиме и мозокот од цереброваскуларни акциденти, односно мозочен удар, но и срцето од кардиоваскуларни акциденти, односно срцев инфаркт. Тоа е во однос на движењето, тоа се условно кажано, како да ги кажеме, кардиовешби. Меѓутоа, јас препорачувам секогаш и малку да се подвежбува дома и со тежина. Зошто? Со текчиња. Со текчиња, да, со текчиња, шишиња полни со вода, небитно кој колку... Се што има тежина. Се што има тежина, да. Од причина што на тој начин ја зголемуваме мускулната маса која што низ годините се губи. Со возраста. Атрофира со возраста, се притвара во подкожно масно ткиво, некои мускулни групи знаеме и воопшто да не ги активираме. И секогаш велам да вежби, независно дали се возрастни, со тежина за да ја подобриме мускулната маса. Значи дури кога нешто се во поодминати години, давате совет да вежбаат со тежина? Да. Мала тежина. Мала тежина, да расчистиме така, не е тоа кривање на тегови. Килограм или 3 килограми, не е како во теретана што се дигаат големи тежини, мали тежини за да може да се тонира мускулатурата, а со самото вежбање со тежина го подобруваме балансот, значи мислам на рамнотежата, постурата, држењето, а воедно и координацијата. Координација, мислиме, нели на простор, движење во просторот, на рацете, на нозете и така натаму. Така да прилично добро и потребно е редовното движење и вежбање. Следното ни е сонот, добар и редовен сон. Епа колку часа сон ни се потребни? Сонот го забораваме, се некако си го кратиме времето на спиење, а нам ни е потребно 8 до 9 часа спиење. Значи 6 часа не се доволни, како што повеќето велат дека се одморени само со неколку часа сон. Ама некои се одморени со 3 до 4 часа ако немаат можност да го отспијат сонот. Генерално, значи по препораките 8 до 9 часа, иако како што стариеме, пократко време ни е потребно да го одмориме мозокот, од една општа причина што немаме толкави, како да кажем, активности кои што би не умориле и да имаме потреба да го ставиме мозокот во сон. Меѓутоа, и кога спиеме, нашиот мозок апсолутно не е во мир. Значи, тој работи доста активно, контролира многу функции, врши, да кажам, некое обновување, ресетирање, за да не подготви за наредниот утрешниот ден со новите предизвици кои што ни ги носат дневните активности. Што ако мозокот е хронично ненаспан? Па ќе влеземе во една состојба на хроничен замор или ќе влеземе во една состојба на прегореност и ќе почнеме да правиме едни психосоматски манифестации. Кои се најчестите? Главоболка, поспаност, чувство на замор, чувство на истоштеност. Може тоа да се, нели, телото да сака да искомпензира и со срцебиење. Значи, многу соматски мигрена. Така го кажувате, обично за таа мигрена се крие една тензиона главоболка заради нередовен циклус будно-сон и, нели, потоа кога ќе земеме детална анамнеза, ќе најдеме главната причина за овие психооргански манифестации и ќе ги посоветуваме пациентите да ги сменат своите животни навики. Кај оние лица кај кои што има хронична несоница, може ли мозокот да на некаков начин да се навикне на таа состојба? Мозокот ќе се навикне, ама ќе доведе низ времето до последици. Затоа треба навреме да се реагира. Затоа сме ние тука, нели? Докторите, навреме да изреагираме, можеби ќе треба со хемиски материи, да кажеме на почетокот, да го вратиме ритмот на будност сон, а потоа секако како ќе се навикне телото, ќе се врати во тој адекватен ритам будност сон, нема да има потреба од дополнителни лекови кои што ќе не хипнотици генерално, кои што ќе не воведат во сон. Така, значи несоницата и е нешто што мора да се реши. Апсолутно, и да се коригираат животните навики, бидејќи недостатокот на сон, односно ненаспаниот мозок води кон проблеми, како што веќе споменавте. Ќе проговориме и преспивањето знае да е лошо. Да, може за тоа да продискутираме. Ретко го говориме, меѓутоа и таа хиперсомнија знае за днес да се кријат многу работи, ама
тоа може би во некоја друга прилика. Знае дури да испровоцира и мигренозни атаки. Знае да се крие и некоја психичка состојба, депресивност, например. Знаат луѓето да бегаат во сон за да избегнат од проблемите кои што ги тиштат. А дали е точно дека луѓето кои што премногу спијат, всушност може да имаат некаков во тој период додека се преспиваат, може да им се случи некаков проблем со срцето или со мозокот? Може да се случат. Баш во тие периоди кога спијат подолго циркулаторни нормално. акциденти може да се случат, така е. Значи и во тоа има вистина што сме го прочитале. Одиме на здравата исхрана. Треба да функционираме како часовник. Не е секогаш едноставно, не е секогаш лесно. Особено во современиот и брз начин на живот. Така е. Особено во начинот на кој што живееме сите, меѓутоа треба секогаш да го приоритираме нашето здравје. Колку ќе инвестираме во превенцијата, толку ќе имаме поздрава иднина. Значи, мора да почнеме да се грижиме, споменав уште од адолесцентската, тинеџерската фаза на животот, за да имаме квалитетна зрела доба, за да немаме многу лица кои што ќе имаат деменција, многу лица кои што ќе имаат кардиоваскуларни, цереброваскуларни болести, невродегенеративни болести. Значи, мора да превенираме од рано и затоа почнав со оној момент дека од самото раѓање ние почнуваме да старееме. А младите се повеќе време поминуваат на паметните телефони, пред компјутер, пред екран и очигледно дека тоа ќе создаде низа проблеми кај ниво адултната возраст. Уште сега имаат проблеми со однесување и нервоза, концентрација во учењето. Анксиозни имаме, така За жал. И не топло можам да препорачам кај родителите колку што можат да ги контролираат децата да не заспиваат со смарт телефоните, затоа што, така велат, ќе се изразиме со нивните сленгови, скролањето по TikTok и по Instagram им го буди мозокот. А пред спиење, замислете колку е подобро да прочитаме книга, која што, било што да прочитаме. Значи, некој пасус, не знам, весник, ќе не олабави и ќе не внесе во една состојба на релаксација да можеме едноставно да влеземе во сон. А вака брзи стимулации кога добиваат? Ексцитиран мозок, они навистина не влегуваат во адекватен сон. И тоа е уште една причина зошто се ненаспани, Така бидејќи се по цела ноќ на телефоните. Обично, откако родителите ќе заспијат, тие ќе ги земат телефоните во соба. Но и тоа е уште една тема за која што обично разговараме со детските психолози, како да се реши тој проблем кој што е исклучително комплексен. Кога зборуваме за храната, има ли добра и лоша храна за мозокот? Епа има, ние, да кажам, сме си поднебие кај што генерално јадеме, а имаме услови да јадеме здрава храна, а јадеме нездрава храна. Значи, она што се препорачува во однос на исхраната е медитеранскиот тип на исхрана. Не дека ја немаме, значи не мора да е тоа морска риба, имаме ние речна риба, значи на топ листата се секако на врвот пирамида е, да кажеме, се треба да се јаде, меѓутоа некои работи да се поограничени, а некои да се повеќе застапени во нашето мени. На врвот од пирамидата се секако овошките и зеленчукот. На вистина имаме сезонски во текот на целата година различни овошки и различен зеленчук кој што треба да го максимално конзумираме. Потоа тука ни е маслиновото масло, значи се препорачува користење на маслиновото масло, кое што е доста богато со незаситени масни киселини визави сончогледовото масло, свинската маст, не знам што друго користиме, путерот и така натаму. А потоа се препорачува рибата, значи таа да е почесто застапена во нашето мени, визави, да кажам, пилешкото, говедското или свинското месо. Треба да јадеме јаглехидрати и тие не се потребни. Зборам на јаглехидрати, кога зборам се мисли на, не знам, на граф, на леќа, на сложени јаглехидрати, не зборам на чоколади. Така, веќе ги споменавте чоколадите, но има едно убедување, кога сме учеле, и учиме, нели се уште ви децата учат, понекогаш ќе добијат совет од постарите, земи коцка чоколада за мозокот подобро да ти работи, бидејќи нели мозокот работи на шеќери. На шеќери, така е. Сега ова има вистина или не? Има вистина, меѓутоа чоколадото што го јадеме треба да е чоколадо збогатено со какао. Какаото не е она што нам ни
ни е потребно за мозокот, а не баш оној шекер што го имам во млечните чоколади. Значи на тоа да се внимава. И да биде количински ограничено. Но кога сме уморни, коцка чоколада ќе заврши работа за подобра концентрација, претпоставувам. Но премногу шекер не е во ред. Не е во ред. Посекако ќе се депонира како маст. Значи, ако се завршува како масти во телото. Се завршува како маст. Зошто? Зашто телото, видете, телото е научено да депонира за не дај Боже ако имаме ситуација да му се најде. И тоа така се таложи. Телото наше е создадено да депонира масти, за да во услови на гладување тие масти се покренат, се претворат повторно во шекери и одат кај што треба да одат, нели, најбитно мозокот. А меѓутоа, ако ние премногу внесуваме калории, премногу внесуваме јаглехидрати, автоматски ќе имаме депонирање на големи масни наслаги. Да не забораваме, тука сакав да споменам, убави се млечните производи, ама одредени млечни производи, не ги споменавме. Значи, сирењата, кашкавалите, сирење и кашкавали генерално. Што се исклучително присутни. Што се исклучително присутни во нашето мени. Во нашата така, да, редовно. Да се избегнуваат. Значи, може да замениме со урда. Таа нема толку многу масти, ќе си го добиеме тоа што го има во млечните производи, генерално калциумот во природна форма, бидејќи во форма на таблетки е прилично штетен за телото, и ќе внесеме млечен производ кој што е здрав за нашето тело. И алкохолот. Сложени шекери кои што исто така се депонираат во форма на масти. Значи полни се со шекери. Дури алкохолот, што не би се очекувало. Да, оној жестокиот, мислам на виски, ракија и такви пожестоки алкохоли. Чаша вино е здраво. Така, нели да се од време на време. Црвено вино, нели тој француски парадокс вела. Така е, од време на време. Од време на време, не секој ден и не редовно. Така. А кога станува збор за додатоците на исхраната, постојат ли некои препарати кои што би можеле да ги земаме за да ни се зачува здравето на мозокот, да речеме коензим Q10, некои земаат гинко, па разни растителни препарати за подобрување на циркулацијата на мозокот. Секако делуваат позитивно, корисни се, да, бидејќи ја подобруваат циркулацијата и учествуваат, да кажеме, до некаде во таа неврорегенерација. Јас ги препишувам и имам убави бенефити кај пациентите. Ги видов сега јатките, исто заборавивме да ги споменеме, јаткастите плодови, значи лишникот, бадемите, оревчињата. Тоа е нешто што го имам и треба исто да биде една шака застапено во нашето мени. Значи умереноста е тајна. Умереноста е тајна. Суплементите се убави, затоа што ние забораваме во нашето мени да си ги внесеме. Иначе сето тоа е присутно и во овошките, и во зеленчукот, и во јаткастите плодови. Ако правилно се храниме, всушност ќе имаме и ќе ги внесеме сите неопходни нутритиенти. Да, но со годините обично постарите лица знаат да немаат толку разноврсна исхрана и посекако ги препорачуваме суплементите, има бенефит. Следното на нашиот телоп кој што говори за добар тренинг на мозокот и негово здравје ни е редовната хидратација, односно пиење на течности. Голем дел од мозокот всушност е составен од вода. Телото ни е вода. Јас секогаш велам дека телото ни е вода, бидејќи луѓето забораваат да пијат вода. Дури некогаш жета нашиот мозок ја сигнализира како да сме гладни. И ве пробајте, имате чувство дека сте гладни, напите се 2 чаши вода и всушност ќе го добиете одговорот дека на телото му фали вода. Нема потребна храна, туку вода. Вода. 75%, значи мозокот е една 50-еста структура, 75% од мозокот е вода и апсолутно ни е потребна хидратација на телото секојдневна. Што ќе предизвика, да речем, минимум колку да испиеме? Минимум 2 литра течности. Велат, докторке, со кафето дехидрира. Тоа мора да го... Значи се губи течноста кога ќе се испие шоле кафе. Секогаш кога ќе се напиеме кафе,
имаме провокација на диуреза. Значи збориме за вода, Значи не сме за внеле, чај. туку сме изгубиле течност. Сме изгубиле течност, така. Кога сме испиле кафе. А што се случува кога мозокот е благо дехидрира? Значи не сме внеле доволно течност. Не зборуваме за јака дехидратација. Туку едноставно е денеска не сме испиле доволно вода, можеби 2 или 3 чаши вкупно. Па секако воколку е дехидриран сам, ако мислите на континуирано или мислите на Во текот повремено? на денот, ако не испиме доволно, Дали дали тоа ќе се во форма одрази? на замор. Ќе се почувствуваме во форма на замор, помала енергија, а иначе ако е долгорочна, посекако ќе доведе до невронално страдање. Наред ни се дружењето и комуникацијата лице в лице, односно битна социјалните активности. Невролозите сега препорачуваат комуникација со луѓе за да се спречат одредени невролошки заболувања. Така е. Богат социјален живот треба да имаме за да бидеме ментално здрави и мозокот да биде во топ форма? Согласно возраста, да. Ние, нели, додека сме работно активни, или пак додека се нашите, нели, во период на едукација, средно училиште, факултет и така натаму, имаме на дневно ниво многу социјални активности. Значи се мешаме со луѓе, вршиме комуникација, посекако ќе најдеме време да се чуеме со пријателите, но низ годините некако се стеснува кругот на комуникација лице в лице, односно социјално дружење, а некако ни се и првите знаци кај пациентите, токму во отуѓување, ни се првите знаци кај пациентите дека можно е да имаме развој на деменција. Посекако ние водевме една кампања пред неколку години со активност во пензионерските домови, каде што ги советувавме нашите пензионери да што е можно повеќе дружат, баш така лице в лице. Они навистина убаво се дружат, меѓутоа, да кажам, од репрезентативна бројка во општината на возрастни лица, многу мала бројка е таа што активно дружи во тие пензионерски домови, што е загрижувачко. Како обича дружат само со телевизорот? За жал, да. Денот, евентуално, можеби со продавачката од првата продавничка што е под зградата, да се купи основното воколку им дозволува здравствената состојба и да, тоа се точно сериите кои што се гледаат по цели денови, по некоја страшна информација од вестите, што апсолутно не ги прави срекни. Значи, разговорот, размената на искуствата, подсетувањето за нешто што се случило, што го имале како убав момент, да кажеме, со пријателот, пријателката, е момент што ни дава едно чувство на среќа и не вади од таа една ситуација на затвореност, која што може да биде или депресија, или да биде појава на деменција. Имаме многу малку време до крајот на денешната емисија, но еве ќе оставиме простор за кратки прашања од гледачите, доколку ги имаат и се поврзани со темата на која што говориме. Ние продолжуваме понатаму намалување на телесната тежина. Велате дека телесната тежина, покачената телесна тежина пред се во средните години може да влијае на здравјето на мозокот. Зошто? Посекако да, обезноста е веќе болест. Значи, претходно беше, нели, естетска работа, сега е веќе болест од една општа причина што обезноста е поврзана со некои хронични заболувања кои што доведуваат до одредени невролошки состојби, односно болести кои што имаат потреба да се лекуваат. Обезноста е обично поврзана и со појава на диабет, односно шеќерна болест, поврзана е со појава на хипертензија, односно покачен крвен притисок, може да е поврзана со срцево страдање, може да е поврзана со хронична обструктивна белодробна болест, може да е поврзана со уште милион работи кои што ние генерално треба да ги третираме. Значи, сите овие болести ќе не воведат во последната точка, бидејќи имаме малку време, бараат редовни лекарски прегледи. Затоа што можеме да делуваме на фактори кои што може да ги модифицираме, така се викаат модифицирачки фактори за појава и развој на одредени невролошки заболувања, генерално невродегенеративните и цереброваскуларните болести и на тој начин барем, ако не ги спречиме, барем да го одложиме времето на нивна манифестација. Сите ние имаме генетика.
Значи, тоа е карта која што не можеме да избришеме, меѓутоа можеме да делуваме на таа карта малку подоцна да се појави, подоцна да се експресионираат ризиците што си ги носиме во себе од нашите предци. Значи, апсолутно, каде што ќе се регистрира покачен крвен притисок, покачени вредности на шеќер, пореметување во ритмот на срцето, веднаш треба да се реагира, затоа што тоа се, еве да кажам, топ 3 состојби кои што доведуваат до појава на мозочни удари и до појава на невродегенеративни заболувања. Дали лекарските прегледи треба да го вклучат и прегледот на слухот? И има ли вистина дека намалениот слух всушност влие на здравјето на мозокот? Па да, нашиот компјутер е поврзан и со увото. Генерално пациентите наши кои што се јавува наглаво, се јавува низ годините порано или подоцна, имаат и невролошки манифестации. И најчесто од кај нас почнува, да кажем, откривањето на глувоста во позадина. Бидејќи они се оплакуваат на вртоглавици, на нестабилност во движењето, на зуење во главата, кое што е обично зуење во ушите, и тинитус, точно. И кога ќе почнеме со притрагите, доаѓаме до моментот дека во основата се стои токму таа накловост. Таа е старечка накловост. Значи, таа не се бега, меѓутоа може да се копираат симптомите и може да се превенира понатамошно влошување на губитокот на слухот. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување, за сите совети кои што ги упативте до нас за зачувување на здравјето на мозокот. Здравјето на мозокот, така отворивме емисијата, не се размислува доволно, но треба всушност да биде ставен акцентот на него. Така е. Мощна е битна работа и јас постојано го говорам ова кога и да гостувам во било која емисија, било која тема да ја дискутирам. Превенцијата е многу битна. Колку ние ќе вложуваме на средни години, на помлади години во нас, во нашето здравје, толку подолго и поквалитетно ќе живееме. За жал, сведочиме на поместување на границите. Се помлади пациенти добиваат болести што условно беа болести на стари лица, како што се мозочни удари, како што се инфаркти, ги заборавивме и навиките од типот на пушењето, конзумација на дроги, алкохолизирање, трите работи скомбинирани, значи брз начин на живот не води кон пропаст. Алармантна е состојбата, поготово после етаирава на ковидот, некако многу поместени граници. Гледаме 30 годишни, 40 годишни пациенти со сериозни мозочни страдања. Значи промена на животните навики што е можно порано додека сме здрави, бидејќи кога здравјето ќе се наруши, потоа е се многу потешко. Така е. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Ви благодарам, Марија. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам што не следевте денеска со внимание. Се гледаме секој работен ден на Телма, кога заедно учиме за здравјето. До гледање.